Кога зборуваме за дигитализација, слушаме за нешто апстрактно. Слушаме за дигитализација без дигитални уреди. Реагираат од Сојузот на средношколци за воведувањето на дигитални учебници, што го оценија како тежок процес. Средношколците цврсто стојат на ставот дека учењето на компјутер не треба да биде постулат, туку алтернатива, и бараат оваа реформа да се имплементира по белгискиот модел за образование, кој предвидува ученикот да избере на кој начин ќе ја следи наставата. Утре ќе имаме состанок со работната група на тие што го креираат овој концепт за дигитализација на учебниците и ќе ги дискутираме конструктивно нашите барања за да излеземе во пресред и до родителите и до наставниците, но исто така и на учениците на тие што ние ги представуваме. Од Сојузот велат дека нема да дозволат дискриминација на учениците, некој да учи од скап таблет или лаптоп, а друг од скрипта. Тоа што министерката Царовска постојано за пример ја става Естонија, земја во која образованието е дигитализирано, според нив не е репер, бидејќи токму во таа земја надлежните имаат овозможено компјутери за сите. Остро реагираа и на настапот на Мила Царовска, која заклучи дека на децата не им е интересно во училиште. Образовните власти во Естонија споделат таблети и iPad-и на учениците за секој да има пристап до дигитални уреди за да ја следи, да ги има учебниците во дигитална форма. Ние не можеме тоа да го направиме. Вие знаете, ние имаме 40.000 ученици што немаат пристап до интернет или до електронски уреди. Родителите и наставниците кои членуваат во групата Учебници и настава мора да има, која брои над 60.000 членови, а се против целосната дигитализација во образованието, во среда пред Министерството за образование и наука ќе ги соопштат нивните барања. Од Средношколскиот сојуз најавија дека ќе ги поддржат доколку проблемите ги решаваат активно и конструктивно во живо, а не на социјалните мрежи.